Добар ден. По летната пауза се наоѓаме на вистинското место, на Парискиот мотор шоу, од каде тргаме со полно забрзување во новата 21 сезона на Автомагазин. Нема да трошиме многу време околу уводните зборови, веднаш се фрламе на работа. А кога збориме за работа, ќе ви го представам автомобилот кој ни остави најсилен впечаток на овогодинешниот Париски саем. Се станува збор за Opel Ampera, поточно за втората генерација на Ampera. Но, што е толку импресивно кај овој автомобил? Нема ниту 4, ниту 6, ниту 8, ниту 12 цилиндри. Дури нема ниту еден цилиндар. Opel Ampera е потполно електричен автомобил. И се прашувате, што сега со тоа? Електрични автомобили има многу. Но, Opel Ampera е првиот автомобил кој по новиот европски циклус на возење може автономно да вози повеќе од 500 километри. Тоа ги иритираше останатите конкуренти, па се забрза за да објават своји податоци за своите автомобили. Но Opel Ampera е тој што е способен прв да извози дури повеќе од 500 километри само со едно полнење. Она што е интересно за Ампера е дека има и модус на брзо полнење до 80% од нејзините батерии, што значи дека за некои 45 минути ќе можете да уживате во повторното возење. Ние ќе продолжиме да уживаме во возењето низ халите на Парискиот мотор шоу. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Сакате да знаете како создадовме совршен сопатник за вашите авантури? Ставивме моќен мотор од 197 коњски сили, елегантен дизајн кој го позајмивме од иднината и удобност која земавме од вашата дневна соба. А замислете, да може да работи и на струја. Епа може! Еве вака звучи хибридниот мотор. Возете и вие RAV4 хибрид за 29.990 евра или RAV4 дизел за 25.990 евра. На вистина му нема рамен. Toyota, always a better way. Новиот Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен за 175 евра месечно. Новото Ford Mondeo со динамични предни LED светла. Go with a wave. Lead the brave. Go bold. Go strong. Go to oceans where no one's gone. Designed with a little more attitude. Mazda 6.
За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Има моменти кои се паметат цел живот. Присуствуваме на еден таков во Париз, премиерата на новата генерација возила од Мерцедес. Недвојбено најголема звезда на салонот, концептот на спортско корисни возила EQ е многу повеќе од електричен автомобил. Мерцедес е производител кој има можност и сила да ги креира трендовите, да го смени правецот во кој ќе се движат. Токму тоа и му е намерата со концептот со полна ознака Mercedes-Benz Generation EQ. Освен што е предводник на новата субмарка, тој е и прв цврст доказ за тоа што планира Мерцедес во наредните неколку години. Затоа и треба добро да го разгледаме и сватиме колку и да одава впечаток на нешто пофутуристичко. Дизајнот му е едноставен и елегантен со чисти облици со спортски примеси. Целокупната силуета не го одвојува многу од GLC, но деталите секако го прават тоа. Парот електромотори со добри 300 киловати му обезбедува погон на сите тркала и одлични перформанси. Но наместо за забрзувањето до 100 и максималната брзина, сите тука во Париз прашуваа колку му е автономијата. А од Мерцедес гордо истакнаа дека сметаат на 500 километри, не откривајќи го капацитетот на батериите. Тивко се шушкаше за некои 70 киловат часови, но погласно беше она за нивното полнење кое може да биде и бежично. Доколку се користи кабел, германците сметаат дека во иднина по само 5 минути полнење ќе може да се поминат 100 километри. Колку се оптимистички нивните верувања во електричната интелигенција ќе дознаеме во 2019 година, кога ќе се појави серискиот модел што ќе произлезе од концептот. Иако за цената е прерано да се зборува, слушнавме дека ќе се движи во рангот на разумно опремен GLC. За да не биде се кажано од Париз во идно време, премиера на Мерцедес беше и AMG GT Roadster. Представен како што само германците можат да направат, новиот атлет од Штутгарт го застапи светот со својата витка става. До толку што од првиот бран информации за него една остана на маргините. А таа е многу битна и се крие зад буквата C на посилната негова варијанта. Со апсолутни бројки изразено, таа значи дека AMG GTC Roadster располага со 547 коњски сили, кои ќе го лансираат до 100 за само 3,7 секунди. Максималната брзина електронски му е ограничена на 316 км на час, што се добри 14 повеќе од стандардниот кабриолет. Неговите купувачи ќе мора да се задоволат со 469 коњски сили и забрзувањето до 100 за рамно 4 секунди. Тоа може тешко да им падне, но ќе го компензираат со пониска цена. За колку ќе дознаеме кога ќе му започне продажбата. До тогаш сликата за AMG GT Roadster ќе ја комплетираме со податокот дека покривот направен од трослојно платно се спушта за 11 секунди. Аферата Дизелгейт се уште не е заборавена. Сепак гигантот од Волфсбург гледа напред и не се осврнува на непријатностите. Студијата што ја гледаме треба да биде револуционерна исто како што беше бубата пред 7 децении. Можеби и затоа наликува малку и на неа, но ние повеќе би рекле дека дизајнерски е мешавина помеѓу ап и голф, со доста футуристички акценти. Во себе носи гени кои на електричните модели на марката ќе го дадат визуелниот идентитет и потенцијал да ја креираат иднината. Германскиот производител ветува електропогон со 125 киловати и способност за автономија помеѓу 400 и 600 километри со едно полнење за кое ќе требаат само 15 минути. За серискиот модел и сите што ќе следат по него се развива нова модуларна електрична платформа со ознака MEB. А нив до 2025 година треба да ги има не помалку од 30 модели.
На Citroen во гените му е да провоцира. Тоа ни го работи со децении наназад и навистина ни беше чудно кога автомобилите со двојниот шеврон станаа нормални. Гените сега повторно проработеа и новиот C3 е она што и треба да биде еден Citroen. Автомобил кој со својот дизајн секому ќе му го привлекува погледот кон себе. Плюс на тоа, со своите решенија и ќе им влезе под кожата на купувачите. Со можност за персонализација на внатрешноста во огромен број варијанти, сега C3 повторно ќе вибрира во срцето на купувачите кои ќе може да се гордеат со своите лични и естетски вештини. Деталите ги знаеме, но сите желно очекуваа одблиску да го разгледаат. Веруваме и вие. Представен пред неполна година и носител на титулата Autovest Fiat Tipo се представи во седан варијанта. Но од неодамна ја имаме варијантата со 5 врати и караван која допрва треба да дојде на нашиот пазар. Fiat најавува дека со овие модели не само дека ќе ја врати славата и имиджот на претходниот Tipo, туку и ќе го понуди подалеку пониска цена. Тоа би требале да го дознаеме кон најдоцна кон крајот на есента, кога Tipo ќе биде присутен во Македонија и ќе ги знаеме неговите цени. Новата ера започнува да владее во светот на Ферари и единствениот нивни модел со 4 седишта започна да дише преку турбокомпресор. GTC 4 Lusso T, како што му е ознаката, со својот V8 мотор со 610 конски сили ќе мора допрва да ги убеди потенцијалните купувачи дека е она вистинското. Тоа нема да му биде лесно, бидејќи во Женева представениот GTC 4 Lusso со V12 машина го подигна нивото на перформанси со подписот на Ферари. На прв поглед малата разлика во силата збунува и наведува на нечисти мисли, дека во филигранските автомобили со конче на носот повеќе ќе нема место за гломасните V12 агрегати. Може би е вистина, но само делумно. Тешко дека ќе може да се замисли машина како отворената верзија на LaFerrari со помал мотор. Иако се зборува дека веќе е распродаден, токму со него вториот париски новитет на марката ја задржа врелината на новитет. Заради големата силина од вкупно 963 конски сили добиени по хибриден пат и отстранувањето на покривот, направени се значителни корекции на каросеријата за да таа ги издржи напрегањата. Промени има и на аеродинамиката, но не и на перформансите. Тие се исти како и кај затворената верзија на карбонскиот супер двосет. Поставен како еден од значајните моменти за прославата на 75 годишниот јубилеј на марката, салонот во Париз беше посебно во фокусот на джип отколку вообичаено. Настапувајќи со неколку обновени модели, теренската легенда покажа зошто има причина да слави. Парадата ја предводеше големиот поглавар Гранд Чироки, кој за оваа прилика доби ново руво. Сушност само перјаница, бидејќи се работи за рестилизација на постоечкиот модел без подлабоки измени. Низ дилерската мрежа ќе пристигне во декември заедно со уште две специјални изведби. Првата и според нас поинтересната е Renegade Desert Hawk, најмногу заради погрубиот изглед на малиот и популарен кросовер. Од друга страна пак, Cherokee Night Eagle 2 настапува со поспортска и поагресивна нота со која се доближува до Мопар селекцијата. Оттаму пак пристигнаат наградените Wrangler и Renegade со ветување за уште повеќе. После 2,5 години најавување на комерцијалниот модел, Алфа Ромео конечно ја објавува финалната верзија на Џулија. Овој автомобил, за разлика од претходните генерации на Алфа Ромео кои ги познаваме во последните 15 на 20 години, има погон на задните тркала, а Алфа Ромео комуницира дека дека цената на основниот модел со богата опрема би требало да биде некаде околу 30.000 евра.
Наредната генерација на Discovery беше финализирана уште на почетокот на годинава, но Land Rover го чекаше најпогодниот момент за незиното представување. Изборот падна на Париз, каде чистокрвниот теренец ја покажа целата своја става. Драматично подобрен од моделот на заминување, тој клучно се разликува од него во дизајнот кој веќе не е коцкаст, туку налик на новиот Discovery Sport. Коцкастите форми ја напуштија и неговата внатрешност со 7 седишта и го отстапија местото на течните линии. Алуминиумското подвозје е дериват на она од Range Rover, со што се штеди голема количина тежина. Тоа им ја олеснува работата на моторите. Меѓу нив, покрај оние со новото инжиниум семејство, и понатаму ќе биде 3-литарскиот V6 дизел кој се среќава во бројни модели на Land Rover и Jaguar. Со сето ова, Discovery се помести малку понагоре во сегментот, колку да се одвои од помалиот Discovery Sport. Тоа пак го доближи до Range Rover Sport како дел од пазарната стратегија на Land Rover за креирање поголемо премиум чувство кај сопствениците на теренците од оваа марка. Сепак, линијата на раздвојување јасно е задржана со неговата цена која стартува од 43.500 фунти. BMW уште еднаш е подготвен да заплови во за него немапирани води и овој пат со парен број сместен зад буквата X. Се разбира, зборуваме за очекуваниот купе кросовер X2. Она што не го очекувавме е дека ќе биде толку привлечен дека просто ќе мами да се сврти погледот, иако и за X6 зборувавме слично. X2 сепак има изглед кој не влева толку стравопочит и делува благо по-пријателски. Добар дел од компонентите ќе дели со својот донатор X7, кој во новата генерација има основен погон на предните тркала. Секако, X-Drive 4x4 верзиите ќе бидат поинтересни за купувачите, кои ќе бидат магепсувани и од мокните турбомашини. Во овој момент за нив нема ниту еден официјален збор, но нема да сгрешиме ако претпоставиме дека нивната сила ќе се искачи и до 300 коњи. Исто нема да сгрешиме и ако кажеме дека BMW уште сега има конкретни планови за M верзија на X2, со која директно би се конкурирало на атлетскиот Mercedes AMG GLA 45. Ниту хибридната изведба не е надвор од шемата, за разлика од чисто електричен мотор. За жал, во оваа приказна има и една не така радосна вест. Сериската верзија на X2 треба да очекуваме дури на крајот на 2017-та или почетокот на 2018-та година. Значајно место на штандот на BMW во градот на светлината имаше и ревидираниот електричен скутер C-Evolution. Тој сега има батерии со нова технологија позајмена од апдейтираниот i3. Тие ќе му овозможат повеќе сила на подолга автономија, во зависност од верзијата. Првата е со 15 конски сили, максимални 120 км на час брзина и автономија од 100 км. Втората, пак со 26 конски сили, 129 км на час и капацитет на поминување добри 160 км со едно полнење. Покрај погонските опции измени има и во дизајнот, но и во плановите за продажба кои до сега до Америка, Јапонија, Јужна Кореја, Русија и кој знае уште каде не. Баварската марка својот настап во Париз го комплетираше со нова дизел изведба на серијата 7 со ознака 750D. Најмокна досега низиниот агрегат со помош на 4 турбокомпресори постигнува округли 400 конски сили. Тие не се многу повеќе од претходникот со 3 турбини, но не е се во конските сили. Има нешто и во инженерингот, а тоа е полето на кое BMW владее и ке владее. Нисан не се најде на списокот на оние што нема да учествуваат на Парискиот салон на автомобилите, за што имаше добра причина – новата Микра.
Најавена и потврдена, но досега не и покажана, таа сепак никого не изненади со доста поостриот дизајн претходно навестен со концептот свај. Тоа значи збогатување со сладкиот изглед што го поседуваат повеќето нејзини генерации, но мукните провокативни линии исто така значат и засилување на нејзиното присуство на пазарот. Јасно е зошто е така. Емоциите се тие кои владеат со купувачите при бирањето нов автомобил, а времето на симпатичното помина. Сега нареде арогантното, па дури и безобразното, па и малата микра мора да биде таква. Машка би рекле, иако носи женско име. Во поглед на механиката познати се повеќе работи, но не и сите. Платформата е нова, а под хаубата ќе се најде кратка селекција на 3 и 4 цилиндрични мотори. На почетокот бензинскиот и дизели со 90 коњи, а подоцна уште еден бензински со 75. Посилни верзии засега не се споменуваат. Се на се, Nissan со микра подготвува микрореволуција налик на онаа со џук на времето, барем во споредба со сите нејзини претходни генерации. Еден од најпопуларните сегменти во Европа се сегментот на спортско корисните возила. Peugeot не е новајлија во оваа приказна, но со новата втора генерација на 3008 прави еден сосема поинаков пристап во целата приказка. Како што гледате, возилото изгледа не само теренски адекватно, туку и многу атрактивно, а него наскоро ќе го видиме во Македонија. Едно од изненадувањата на штандот на Peugeot е и моделот 5008. Самата бројка, номенклатурата кажува на која генерација и во која класа спаѓа ова спортско корисно возило. Ако зборуваме од дизајнерски аспект, тој е многу блиску до 3008-ката, како надворешно, така и внатрешно, но во голема мерка нуди една многу поголема приказка во внатрешниот простор и можност за индивидуализација не само на изгледот, туку и на формата и бојата на пластичните површини внатре. Но 5008 ќе дојде допрва на пазарот, негде се најавува неговата комерцијализација во првата половина на идната година, а до тогаш сигурно Peugeot ќе подготви уште некои изненадувања за овој модел. Со големи амбиции, новата генерација Kia Rio ќе започне да го освојува светот веќе од почетокот на идната година. За да го издржи темпото што го наметнува конкуренцијата, тој е поголем, покомфорен и за нијанса поагресивен. Изгледот му е предупредувачки, подготвен да скокне во пазарната жестина која владее во субкомпактната класа. Се одликува со најновата еволуција на тигрестата маска, светлата му се пофраерски, а хаубата подолга и потенка. Целиот преден дел е изфрлен нанапред, а задниот скратен. Подигнатите задни столбови додаваат малку мускули на петвратното тело. Багажникот е еден од најголемите во сегментот, но затоа моторите се мали. Основниот е еднолитарски турбо со 3 цилиндри и 100, односно 120 конски сили. Покрај нив, бензинскиот дел од понудата го потполнуваат и атмосферските агрегати со 1,25 и 1,4 литри и 84 и 100 коњи. Дизели ги има два, со 70 и 90 конски сили, извлечени исто од 1,4 литри работна запатнина. Погледот во внатрешноста е окупиран од модерниот дизајн. По ергономскиот распоред треба да се доживее за да се воочи, за разлика од големиот централен дисплеј. Многу копчиња се испрлени што одава впечаток на зрел автомобил од повисоката класа. За конективните технологии и другата електроника не треба многу да зборуваме. Kia е позната по младешки напредните решенија. Исто и за безбедносните системи со кои корејците се надеваат на 5 витешки Euro NCAP звездички. Хеджбек верзијата на 10-та генерација на Honda Civic пред кратко време го имаше своето глобално деби во Детройт, а нам на стариот континент премиерно ни беше представена во Париз. Ова е одстапување од досегашната практика за поголема временска дистанца меѓу американските и европските верзии.
се должи на централизацијата на производството. Civic во хеджбек изданието од сега за цел свет ќе се прави во фабриката во Велика Британија. Но за разлика од американците, на новиот Civic ние ќе чекаме до јануари. Тогаш тој ќе пристигне на пазарот со еднолитарски трицилиндричен мотор од 129 конски сили. Ќе биде на располагање и со 1,5 литарски турбомотор со 182 конски сили, како и со 6 степен мануелен или континуиран без степен менувач. Седанот пак за нас ќе доаѓа од фабриката во Турција, но само со посилниот мотор. Посилен мотор, и тоа многу посилен, ќе има и R-Type верзијата на Civic, која, иако за сега се уште како прототип, сите тука во Париз ги остави без аргументи. Кратко по представувањето на купе верзијата на A5, Audi ја дополни својата гама и со неговата попрактична петвратна изведба. Како нареден за осовременување на листата на германскиот производител, Audi A5 Sportback е токму она што се очекуваше – спортско-луксузен модел од средната класа. Тој неговата S5 спортска варијанта, како и досега, ќе важат за по-премиум производ од моделот Donator, лимузинскиот A4. Сличноста со него е очекувана, исто и разликите кои ги нема многу. Освен задниот дел се разбира. Изненадувања нема ниту во технологиите, но затоа целиот пакет е комплетно скроен и пополнет. Така и ќе биде се до појавувањето на RS5, а до тогаш петиот прстен во низот на Audi ќе ги воодушевува купувачите со помоќните мотори извлечени од понудата на A4. Меѓу нив најубедлив секако ќе биде 3-литарскиот TSI со 354 конски сили, наменет за S5. Покрај него ќе екзистираат уште 3 бензинци и 2 дизела, кои своите коњи ќе ги испраќаат на предните или на сите 4 тркала. Во зависност од верзијата, преку 3 различни трансмисии, 6 степена мануелна, 7 степена со двојна спојка или 8 степена автоматска. Пречесто појавување на концептот направи Toyota CHR да не го доживуваме како париска премиера, иако тоа навистина беше. Од истата причина дизајнот ни е добро познат, затоа и поголемиот акцент ќе го дадеме на неговата механика. Поставена новата глобална архитектура на Toyota, малиот кросовер за Европа ќе пристигнува од фабриката во Турција. Во понуда ќе биде со 3 погонски единици, но ниту една дизел. Низиното место е одстапено на хибридната изведба со 122 конски сили и просечната потрошувачка од 3,5 литри на 100 километри. Најсилниот модел ќе има 2 литра работна зафатнина и 144 конски сили, но ќе биде достапен само на одредени пазари. Најинтересната верзија ќе биде опремена со 1,2 литарски турбомотор и 116 коњи, кои на предните или на сите 4 тркала ќе се пренесуваат преку мануелна или безстепена вариоматска трансмисија. Бројната електроника, како безбедносна, така и онаа во кабината, направи CHR да биде представник на времето кое допрва доаѓа. А тоа, верувале или не, носи промени дури и за Toyota, која важи за еден од поконзервативните производители на возила. Еден од најинтересните концепти, кој не е и некоја голема новост, е Toyota FCV+. Fuel Cell Vehicle Plus, тоа го означува токму ова возило. Неговиот погон е на хидроген, но неговата функција е мултинаменска. Покрај транспарентната каросерија, како што гледате, не е само основна работа движењето. Овој автомобил е мала електрична централа. Ако може да забележите, на задното тркало има начин како да се полнат одредени апарати без жично со струја. Но уште поинтересната функција е кога овој автомобил мирува. Него можете да го впарите со цела куќа
затоа дава електрична енергија благодарение на горивните келии кои ги има, односно хидрогенот, и со тоа да осветлува, да кажеме, некоја викенд куќа која е надвор од мрежното напојување на струја. Ова е многу интересен концепт, бидејќи отвора сосема ново и необработено поле за автомобилите. А тоа се впрочем и автомобилите. Тие веќе не се само средства за транспорт, тие се и статусни символи, тие се и скулптури во движење, но тие ќе бидат и, се разбира, електрични централи, односно едни генератори на иднината. За генераторите на иднината ќе зборуваме и во следното издание на Автомагазин, кое го подготвуваме за следната недела. До тогаш ви посакувам се најубаво, останете во добро здравје и со продолжетокот од рапортот од салонот во Париз продолжуваме во истиот термин за 7 дена. До гледање.